Како да бидеме побезбедни? Каде да одиме, а да не се плашиме дека нема да бидеме следните на листата на коруптивните злодела кои одземаат животи. Исплашени, небезбедни, стравуваме, бидејќи ги живееме и ги конзумираме зрелите плодови на 3-децениската корупција. Кој ќе ја гарантира нашата безбедност? Дали сме безбедни на улиците по кои одиме? Дали сме безбедни во нашите домови? Дали сме безбедни на местата каде што за момент сакаме да се забавуваме и одмориме? Сепак, кошмарите навираат се повеќе. Главното прашање е дали сме безбедни барем некаде каде што ќе зачекориме. Добре дојдовте во новата епизода. Поминаа неколку црни недели од страутната трагедија во Кочани. Длабоко сочувство до семејствата на загинатите млади, кои имаа само една желба, а тоа беше да живеат. Слава им! Денеска со мене е деканот на Градежниот факултет, професор доктор Горан Марковски. Добре дојдовте. Добар ден, благодарам на поканата. Ви благодарам и вие што се одваживте на поканата и што сме денеска тука да позборуваме малку за тоа колку сме безбедни. Најпрвин, би ве прашала колку и каде сме безбедни денеска, прашање кое секојдневно си го поставуваме. Што според вас допринесе сите ние денес да не се чувствуваме безбедни и несигурни каде и да одиме? Прво, пред да почнам со одговорот на вашето прашање, би сакал да го изразам моето задоволство, што и покрај тоа што особено после вакви или слични настани често ме има во медиумите, ова гостување во вашата емисија, во емисија на студенти од УКИМ ми е особено драго и навистина ми представува задоволство да бидам ваш гостин. Што е она да се чувствуваме небезбедни, односно да чувствуваме одредена загриженост за животот личен и за животот на оние кои ни се блиски, па и на сите оние кои што не обкружуваат. Претпоставувам дека тоа е еден долгорочен процес на стекнување на доверба во сето она што е околу нас, во системот чии делови сме и кој што сите ние го градиме. Некој учествува повеќе, некој помалку во неговата изградба, во квалитетот, во неговиот квалитет, меѓутоа сите ние сме дел од него. Ваквите појави, ваквите настани и сето она што го гледаме околу нас, што слушаме, како функционира во одредени сегменти, не прави да веќе не си веруваме еден на друг, а со самото тоа и да не му веруваме на системот и доаѓаме во една многу лоша состојба на една, би рекол веќе полека и параноичен страв и недоверба дека се она што треба да биде квалитетно и добро дека не е такво и дека веќе во прашање ни се доведено и она што е основно за нас, а тоа се нашите животи и нашето здравје. Оттаму потребата да многу брзо вршиме промени кои што ќе ги подобрат работите. Споминавте и дека
ви е чест што сте во студентска емисија. Мене ми е чест што разговарам со вас и можам да го поставам прашањето кои што сите ние студентите секојдневно си го поставуваме. Дали сме безбедни на факултетите? Дали се безбедни еве крововите, на многу од нив на некои факултети протекува. Тоа може да биде индикатор за некој посериозен проблем. Еве, например, некои евакуацијски планови кои што се залепени на ѕидовите по холовите на факултетите се мали во момент на некоја несреќа, на некоја потребна евакуација, не може да се забележат. Дали, еве, прашањето, уште еднаш ќе го повторам, дали сме безбедни? Да, јас би тргнал малку од подалеку. Може би е професорски, но секогаш добро доаѓа да малку се согледаат сите аспекти на проблемот. Една од основните работи важна за употребата на објектите е нивното одржување. Меѓутоа, тоа ни паѓа најтешко. Ке се вложат високи средства, големи средства во изградба на објект, меѓутоа после тоа се заборава дека ако објектот не се одржува редовно, не се следи неговата состојба редовно, дека тој ќе почне да пропаѓа и да ги губи дел од својствата кои ги имал на почеток. Многу полесно, например, се одлучуваме и тоа го сваќаме како нешто нормално да ги одржуваме автомобилите редовно. Да секоја година автомобилот го однесеме на технички преглед, да видиме дали основните негови параметри се вред или не. Меѓутоа, спротивно на тоа, со објектите се однесуваме сосема поинаку. Еден свеж пример со доста исто така трагични последици е падот на настрешницата во Нови Сад. Симптоматично е да после 60 години од незиното градење, практично никој не почувствувал потреба да истата се прегледа, да се провери дали таа е добра, во каква состојба е, особено затоа што незиниот конструктивен систем е помалку чувствителен. И тоа само е доказ дека на оваа фаза од екзистенцијата на објектите обрнуваме или многу малку или никакво влијание. Тоа пак е особено важно за оние објекти во кои што се собираат многу луѓе. Во исто време, тоа е особено важно за оние објекти кои што се директно изложени на атмосферските влијанија, како што се мостови, брани и слично. И оние објекти кои што се од суштинско значење за функционирање на општеството. Тоа мораме да го имаме на ум и мораме кога планираме изградба на објекти, на нови објекти, да водиме сметка дека за нивно одржување ќе ни требаат средства. Например, еве за мостови ќе ви кажам дека предвидениот животен век на мостот е 100 години. Тоа значи дека во наредните 100 години од како тој ќе биде пуштен во употреба, ќе ни бидат потребни уште толку средства за негово редовно одржување, без некакви ненадејни настани. И тоа оди едното со другото заедно. Дел од објектите, сега да одговорам по-конкретно на вашето прашање, она што за студентите е нормално, и не само за студентите, за сите нас е од особено значење. Верувајте дека на наставниците, поособено пак на деканатите и на деканот, ако сакате поделно, му е уште побитно да сите студенти бидат безбедни, бидејќи одговорноста е уште поголема. Не може да се донесе генерален заклучок како е на целиот универзитет, за уште пошироко и уште потешко, нормално. Има во рамките на УКИМ, има и постари објекти, и понови објекти, објекти градени со повисоки стандарди, објекти подобро одржувани, полошо одржувани, така натаму и така натаму. Меѓутоа, факт е дека протекувањето, електричната инсталација, обезбедување на покажувачи на излез, панични светла, отворање на соодветни врати, доволен број на излези и така натаму, противпожарни апарати, исправни хидранти, сето тоа придонесува за една поголема безбедност на сите оние што ги користат просториите. И тоа мораме да го имаме секогаш предвид на ум. Не смееме никогаш да заборавиме. Дури сметам дека
човек што е малце посовесен и што размислува повеќе за својата безбедност, да тргнеме од она што е најсебичното за себе, кога ќе се најде во нов простор во кој што има поголем број на луѓе, треба прво да го проучи со поглед и да види каде се излезите. Како би постапил во случај кога би имало некаков настан, панично излегување, потреба од брза евакуација и така натаму, значи не е лошо да секој си го проанализира тоа во глава, за да, ако нешто се случи, да може да делува што побрзо. Не случајно пред секое полетување на авион, стюардесите ги покажуваат излезите за евакуација, ги покажуваат оние светечки ленти за движење во авион и така натаму и така натаму. За сето ова, колку и да е техничката опременост на високо ниво, мора да има едукација. Постојана едукација. Така, Иве, не можеме да генерализираме, да зборуваме сега за секој факултет, сепак тоа како... Так. Тоа е малце нешто поопширно, но некоја поширока слика да ја видиме и да знаеме од прилика, сите бараме ние студентите одговори. Тука ќе се поврзам и со студентските домови. Излезе, мислам, информација низ медиумите, видов дека студентските домови, конкретно за студентскиот дом Кузман Јосифовски Питу, кој што е моментално во фаза на реновација, до него, ја знаеме сите ние младите, една позната дискотека, која сега мислам дека веќе и нема лиценца за работа. Сега до зидот на таа дискотека се граничел резервоар за мазут. Што допринело до тоа во таков склоп да се случи да има резервоар за мазут и тука да се добија лиценца таа дискотека? Како настанало тоа? Неодговорност, импровизација и предпоставам се, не можеме да тврдам нормално, степен на мито и корупција. Каков и да е тој? Дури според мене и не мора да човек земе некаква надокнада за да се смета дека само тоа е доказ за мито и корупција. Дури без надокнада да завршите некому работа или да дадете некому одобрение кое не би требало да го добие, тоа е исто така мито и корупција. Значи во такви услови не смее да функционира објект. Јас исто начув нешто околу тој простор. Ако е до резервоар на мазут, тоа се огромни мерки кои што треба да се преземат, кои се многу скапи, многу сериозни и сигурен сум дека секој потенцијален инвеститор би се откажал од таква идеја да има. Значи, тоа се тие грешки кои ги правиме во чекори, надевајки се дека несреќите се случуваат само на другите, не нам. Дека тоа нам нема да ни се случи, нема проблем и така натаму, меѓутоа гледаме дека се случува тоа насекаде, па и кај нас. И затоа треба веднаш, се надевам дека ова акција која што сега се презема, во која што многумина од предострожност си ги затворија вратите на локалите, затоа што знаат дека има нешто што не задоволуваат и дека сигурно ќе им се најде некаква мана за која што ќе треба да платат одреден надомест. Но во секој случај ова акција треба да биде континуирана акција. Особено не смееме да дозволиме да млади луѓе ни се собираат во ризични простори. Студентските домови се едно такво збиралиште каде што престојуваат голем број на студенти и тие треба да бидат што е можно по-беспрекорни во секој поглед. Она што ми е драго е што Кузман домот се реновира. Чув дека ќе се прави и зајакнување од аспект на сеизмички сили, значи ќе може да биде посигурен од аспект на земјотрес. Верувам дека при реновирањето ќе бидат преземени и вградени сите потребни мерки за заштита од пожар, односно негова брза евакуација и ненастанување на големи штети и нормално губење на човечки животи. Значи, не смее да дозволиме да имаме дискотеки, кафеани, било што и малку ако постои ризик од некакви експлозии, пожари и слични настани.
Тука ќе се надоврземе дека со тоа што студентските домови се државни објекти, факултетите, еве УКИМ е државен, колку државата вложува во превенција и заштита на објектите на високообразовните установи и дали вложува во тој дел? Да. Ќе даме една паралела што значи која е разликата помеѓу сиромашна и богата држава. За жал во првата група влегува Македонија. Сите ние сакаме да се градат нови објекти, да има нешто ново, убаво и така натаму. Задоволството од реновирањето и одржувањето на старите објекти е далеку помало од она што го пружаат новите објекти. И веројатно тоа на луѓето им е поатрактивно и можеби полесно се одлучуваат да вложат средства во нешто ново, отколку да вложат средства во реновирање на или одржување на постојното. И тука ја гледам причината зошто не се вложуваат доволни средства во одржување на објектите на УКИМ. Голем дел од нив се, како што например зградата на градежниот факултет, градени после Втората светска војна, со инсталации такви какви што се, какви што биле во тоа време и ред други работи. Ние, верувате, и ние и архитектонскиот факултет се обидуваме да ги подобриме нештата, меѓутоа средствата, фондовите се ограничени. Но не сме да нема средства за она што значи безбедност на студентите. Тука не сме да има никакво оправдување, ниту аргумент зошто не е направено онака како што треба да биде направено. Тука нема компромис. Може да зборуваме дали имаме подобри или полоши прозорци, подобри или полоши подови, меѓутоа од аспект на безбедност на луѓето, од аспект на санитарно-хигиенски услови, тука нема компромис. Така, сега, паралела со Германија, само ако дозволите, имаме одлична соработка со РУР Универзитетот од Бохум, Германија, и знаеме попрецизно што се случува таму. Зградите на тој универзитет, тој и тогаш и почнал со работа пред 50 години, ако не се лажам, 70-тите години во минатиот век. Сериозни згради изградени, открија дека пред 10 години открија дека во зидовите на зградите и во плафоните има вградено материи кои што содржат азбест. А знаеме дека сега дека азбестот е штетен по здравјето, дека е канцерогена материја. Сега богата држава што направи? Ги урна до темел зградите кои што беа во, да не речам одлична, ама многу добра состојба и изградија нови згради. Тоа е разлика помеѓу богатството, а може би и помеѓу пристапот, затоа што таму одговорноста е многу поголема. Затоа што претпоставувам дека ако некој оболе од канцер или некоја болест која што е предизвикана или може да била предизвикана од материјалот кој што е вграден таму, дека може да ја тужи државата, може да го тужи универзитетот и да се најде и да добие голема оштета. Тука ќе се поврзам и со тоа дали државните установи, односно образовните, се осигурани од државата. Дали има никакво, не знам, според закон, дали се осигурани, например, еве се случи некоја непогода, еве, например, земјотрес. Дали се тие осигурани дека државата ќе ја надокнади штетата и тие објекти ќе се реновираат, ќе се обноват? Да. Всушност, државата треба да биде осигурана, да ги осигура објектите во осигурителни компании. Не верувам дека се осигурани до тоа ниво да таа штета што би настанала од некаква хаварија или од земјотрес или уривање или делумно уривање, оштетување од земјотрес или од пожар, дека има некакви осигурувања, има некакви, до кој степен се тие не би можел да ви кажам, меѓутоа во секој случај, од добро што споменавте, осигурувањето исто така треба да биде една пратечка активност во работата на овие објекти. Значи, не може да се случи да објект кој што е во државна собственост со така големо значење да биде оставен без осигурување. И тоа мораме да го сватиме. И тој трошок да си го земаме предвид, дека тоа е дел од трошокот за одржување. Бидејќи таквите објекти не се битни само во нормални услови. Таквите објекти во кои што може да соберат голем број на луѓе
се битни и во кризни ситуации, кога да се предпостави дека ќе дојде до уривање на голем број домови и така натаму, во кои што луѓето живеат, да можат времено голем број од луѓето да се сместат во таквите објекти. И затоа се тие од примарно значење за нас. Ја споминавте едукацијата, па и тука ќе ве прашам дали е потребно на факултетите да се воведат задолжителни симулации и предавања за тоа како да се заштитиме од кризни ситуации. Апсолутно, и тоа не само на факултетите, мислам дека од предучилишна возраст треба да има едукација, прилагодена на возраста се разбира, да сите ние знаеме што треба да правиме во дадена ситуација. Не можеме тогаш да се снаоѓаме и кој како размислува да постапува, туку тоа треба да е добро извежбано, добро да сме едуцирани, што значи опасност од висока температура, што значи опасност од поплава, што значи опасност од гасови кои се испуштаат, од чад и така натаму, од земјотрес, а за тоа така биде треба да се тренира, да се вежба. Јас сум од времето во кое што како средношколец имавме такви вежби. Може би тогаш не изгледаше тоа малку и забавно и несериозно во тоа време, на таа возраст моја, меѓутоа сега гледаме, сите ние што сме од тие генерации, гледаме дека тоа и како било сериозно и потребно. Значи, едно е кога нешто за прв пат го правите, а друго е ако претходно со симулација, со вежба сте го поминале ен број пати. Апсолутно, мислам дека и на факултетите мора да се воведе задолжителна обука и за давање прва помош, и за користење на противпожарни апарати, и за брза евакуација, и евентуално гасење на електрична енергија, да се знае кој ќе биде задолжен за тоа, се разбира. Секој треба да си ја знае улогата, која му е во дадениот момент и што побрзо да го напушти просторот. Така, јас се сеќавам кога бев помала, мислам дека последните такви вежби ги има во основно училиште, понатаму за во средно училиште не се сеќавам, а за факултет бев во генерациите кога беше корона и тогаш и всушност и да немавме, не бев ни во состојба, односно немавме услови да имаме такви предавања, но сепак мислам дека не треба да има само предавање кога ќе се случи нешто. Туку предавањата треба да бидат секогаш тука како превенција, за да можеме да бидеме доволно едуцирани како кога ќе настане, тогаш да можеме да го употребиме тоа, но еве зборувавме за факултетите, за факултетските згради, зборувавме за студентските домови. Ќе ги спомнам кафулињата, местата каде што објекти каде што младите излегуваат, поминуваат подолго време, бидејќи место за рекреација, за дружба. Како ние младите кога ќе отидеме во некој објект, можеме да видиме некоја индикација дека тоа место е небезбедно. И каде можеме да алармираме дека тоа место е небезбедно, бидејќи сме сведоци дека инспекцијските надзори се бавни во тој процес, а во многу ситуации видовме и дека воопшто не се присутни. Еве барем последниот податок што го прочитав е дека самата дирекција за заштита и спасување, мислам дека има само 14 инспектори и тоа е загрижувачко. Тоа е алармантно. Така е. Да. Проблемот со човечкиот потенцијал во Македонија е сериозен на сите нива и во сите области, така што и во оваа област е истото. Бројот на инспектори е се помал, присутни си тука и други девијантни појави, на неделување, на бавно делување, одоговлекување на процесите и сето тоа придонесува за она што прво разговаравме за несигурност, чувството на несигурност. Интересно е ова прашање што го споменавте. Има една идеја, баш пред неколку дена ми ја предочија е да се воведе закон со кој што на влезната врата или покрај влезната врата на видно место или можеби на повеќе видни места би имало некаква официјална, дали ќе биде налепница, дали некој друг знак на кој што ќе биде наведено дека објектот ги задоволува сите безбедносни услови или
не знам како и да е. Важно на оној што ќе влегува внатре и што ќе има намера да влезе внатре, да му е јасно дали влегува во објект кој што е проверен, контролиран и одобрен или не. Па сега во крајна линија негов е изборот, нели? Тука веќе процентот на ризик што го презема потенцијалниот посетител на себе е поголем. Ако може на рестораните да има знак за тоа колку Мишелин звездички има ресторанот, зошто да не се воведе вакво нешто, дека видно, означено, да се види кој каков простор нуди. Инаку сами не е едноставно да се промени. Сега видите да влезе човек во ресторан и сега да гледа и да брои противпожарни апарати. Но сега се наоѓаме баш во таква ситуација каде и да одиме сега се бараме со поглед дали им некаде има безбедносен или ПП апарат. Ова со налепниците, се извинувам што ве прекинав, дали јас како што се сеќавам имаше нели од инспекторат нели на бројот каде што сакаме да пријавиме неправилности, но тоа на долгорочен план не знам колку се применува и дали е ефективно. Па би требало да биде. Сега јас верувам дека ова ќе не освести, дека оваа лекција која што за жал ја научивме на своја грешка, не на туѓа, дека конечно малце ќе не подразбуди, дека работава дојде до коска што велат. И не можеме да продолжиме. Ако продолжиме по истиот пат, тогаш треба да сме свесни дека ќе дојде до целосна ерозија на системот. Мораме да преземеме крајни мерки да сопреме ерозијата и полека, затоа ќе треба многу време да одиме кон подобро. Добро е сега ова да секој гледа дали има апарат, дали нема апарат, каде се апаратите да знае и така натаму, каде се вратите за евакуација, да види која може да излезе и се. До сега не се водеше, јас не сакам да преюдицирам, меѓутоа сите оние така наречени балони за забави, за свадби и слично, не знам колку се безбедни, колку тие овозможуваат да за брзо време се напушти просторот, бидејќи тоа е пластика која што ако се потпали тоа, мислам дека не треба многу време за да изгори и да испушти што не треба да испушта. Тука сакам да се надоврзам и со колку се безбедни самите згради, односно и старите згради, новоизградените згради, прочитавме дека излегува во медиуми податоци дека многу од новите згради немаат скали за евакуација, надворешни се прават, само за да се направат. Како поминуваат низ инспекцијски надзор тие згради? Што и во тој дел колку тие се безбедни и што значи ако немате такви скали за евакуација? И уште едно прашање ќе нафрлам. Тука спаѓаат и трговските центри кои што преку ноќ се градат и нареден ден се отвараат, да речеме така, и тука се и многуте културни центри, спортските установи, кои што кога ќе видиме дека некое место ќе се направи за краток временски пример за 3 месеци, се прашуваме како тој дали навистина по прописи се направил. Да, прописи кај нас има. Не можам да речем дека во тој дел заостануваме многу зад оние земји кои што се развиени и многу попредострожни во овие области. Сега, како тие се почитуваат, тоа е веќе друго прашање. Мислам дека некои прописи или би рекол недоречени работи во стандардите умешно се злоупотребуваат и се изигруваат и објектите се пуштаат во употреба без при тоа да бидат задоволени докрај сите потребни елементи. Например, кој е проблем во зградарството? Во оние објекти кои што не влегуваат во А категорија, како што се болници, училиште, така, значи стамбени згради, некои други објекти кои што се во надлежност на општина и слично. Па мислам дека тука се и трговските центри, ако не се лажам. Тие се во која категорија? Па мислам дека се Б категорија, но нека се и А. Ќе прокоментирам нешто и за трговските, она што јас сум го забележал и што лично ми пречи. Во однос на зградите, стамбени згради, што е исто многу сериозна област, единствен кој докажува
пред институциите дека е се направено како што треба, е надзорниот инженер со својот подпис на крај на изградбата со завршен извештај, во кој што наведува дека објектот е направен согласно проектот и согласно на сите важечки стандарди. Надзорот е тој со кој што започнува изградбата и со кој што завршува изградбата. Сега можете ли да замислите надзор кој на крајот на изградбата ќе напише дека објектот не е изведен согласно проектот? Тоа е самоубиство. Тоа е како да си пукате во нога, сам во нога. Затоа што прво прашање кој се наметнува е зошто молчеше досега? Кај беше досега да кажеш дека не се изведува, зошто на крај? Значи, логично се наметнува одговорот дека ако веќе се чека до крај, надзорот ќе напише позитивен извештај. Во крајна линија имаме и конфликт на интереси, затоа што надзорот е платен од инвеститорот. Да. Сега, надзорот е платен од инвеститорот да го штити квалитетот на градбата, бидејќи би требало инвеститорот да е тој кој што би сакал да добие квалитетен објект. Меѓутоа, кај нас повеќе преовладува ставот, не кај сите, честни исклучоци, има инвеститори кои што и текако се сериозни, меѓутоа има онакви на кои што повеќе им одговара да се заташка работата, да се подзакрие, да врви, па што биде дека тоа не е проблем, нашата нели стара изрека нема проблем, ќе тераме понатаму. Тоа е еден од големите проблеми во Законот за градење и тоа мора да се смени затоа што покажа, токму ваквата пракса покажа дека не можеме да бидеме сигурни дека имаме скали како што треба да имаме, дека имаме противпожарни врати како што треба да имаме, дека имаме хидранти или јавувачи на пожар како што треба да имаме и така натаму. Околу хидрантите дополнителен проблем во нашава држава е што тие црева се крадат. Се крадат, луѓето ги користат за поливање на ниви. Да збориме отворено, голем дел од противпожарни црева ќе најдете по нивите, украдени од противпожарните хидранти во зградите. И сега тука станарите се доведени во една ситуација. Дали постојано да плаќаат за набавка на нови црева, ако немате цреви во хидрантот, џабе ви е хидрантот. Се што прават некои? Ќе ги извадат цревата и ќе ги заклучат во некоја просторија, деме ке не ги краде никој, ама што е целта на тоа црево. Тоа е дополнителен проблем. Во однос на трговските центри, она што јас мислам дека е малку ризично, може би е по прописи, не тврдам, не можам да тврдам, меѓутоа скалите за евакуација се доста зацкриени. Барем, па и мислам дека е иста ситуацијата и во двата понови трговски центри во Скопје, а може би тоа не е само исклучок. На видно место ни се поставени само ескалатори, и тоа, оние со кои што можете да се качите и да продолжите се на различна страна. Значи, мора да се качите на едно место, па ако сакате да одите горе или обратно доле, морате да го поминете скоро цел трговски, па да слезете или да се качите горе, зависи што сакате. Меѓутоа, скалите се заскриени. Има логика да биде таму противпожарна зона, меѓутоа, мислам дека треба да има такво означување, кој ќе ви ги, како да ви кажам, не ќе можете да го промашите. И тоа во услови кога има чат, а да не зборувам, во нормални услови. Сега има некои мали табли кои што покажуваат шема на скали, скица на скали, меѓутоа мислам дека е тоа премалку за такви простори во кои што се собира многу народ. Така, еве, нима да ги заставиме и мостовите. Вие ги споминавте. Колку се безбедни мостовите, еве конкретно, колку е безбеден, бидејќи нели сите мостови, како што вие рековте, нели 100 години, но тоа треба да се обновува. Што понатаму, еве, дали имате информација колку е стар мостот Беласица? И дали е тој сега безбеден, бидејќи нели имаше период кога беше затворен, па го пуштија, и еве, прашањето е дали е безбеден? Јас никако да ја одбегнам Беласица, да? Да. Знам колку е стар, значи Беласица е пуштен во употреба точно пред 20 години, 2005 година. Пробното товарење пред да се пушти во употреба, тогаш го вршеа
професори од мојата катедра, кај што сум на бетонски конструкции и мостови на градежниот факултет. Морам да бирам зборови за Беласица, затоа што нели сум обвинет дека ширам паника меѓу граѓаните. Не можам да кажам после пожарот дали и колку Беласица е безбеден мост за нивото на сообраќај за кој што е проектиран. Тоа ако викам не можам да кажам, тоа не сакам да кажам дека мислам дека е небезбеден, не, напротив, значи според мене кај Беласица треба да се извршат дополнителни испитувања, после кои ќе бидеме сигурни дали мостот е добар или не е добар. Може би да е добар, не викам не, но може би да има и одредени последици од пожарното дејство. Обично, знаете, бидејќи низ јавноста се испреплетуваат два става околу Беласица, не сум јас на страната дека Беласица не е сигурен мост. Не, туку напротив, дека треба да видиме колку е сигурен. Да провериме. Ако е сигурен, констатираме и се е вред. Затоа треба уште неколку мали испитувања. Не знам зошто се одбива да се направи тоа, кога нема, не е ни многу скапо, а и да е скапо, во прашање е многу повисок интерес од цената што би се платила, затоа што не секогаш конструкциите покажуваат дека нешто ги боли. Знаете, ке човекот е полесно кога оди на лекар, па ке каже ме боли, ми се врти, ме чувствувам ова, чувствувам она, па докторот и покрај тоа, денес ова технологија што имаме, не застануваат на тоа, туку магнетна резонанца, КТ снимки, длабока анализа на крв и така натаму, за да можат да ги приберат сите информации и да може да донесат соодветна одлука. Ке ви направам споредба, обично ги споредувам мостовите и луѓето, затоа што има многу сличности помеѓу едните и другите, колку и тоа да изгледа вака чудно на прв поглед. Денес хит во градежништвото е така наречен Structural Health Monitoring, ако го преведеме буквално, тоа е мониторинг, значи следење на здравието на конструкциите. И тоа не е случајно, бидејќи се увидело дека некои конструкции знаат да откажат одеднаш, како што беше на страшницата во Нови Сад. Да не заборавиме, ја гледале на страшницата, констатирале дека нема никакви надворешни показатели кои што би довеле до сомнеш дека нешто кај неа се случува. И таа одеднаш се урива и усмртува 16 луѓе. Значи, има и такви случаи. Не е дека некој ќе ни дојави конструкцијата, ќе каже, сега мене ми е тешко, ме боли, готово, бегајте, јас не можам повеќе да го носам товарот кој што треба да го носам. За жал не може да зборува бетонот, не може да зборува арматурата или челикот, сеедно. И затоа ние треба, колку имаме помалку точни, прецизни, влезни параметри во проблемот, толку треба подлабоко да истражуваме. Ако не знаеме, пожарот е многу редок кај мостовите. Ретко се случува, нормално, знаеме. Дека не е баш нешто што е како кај згради често, меѓутоа, кога не знаеме колку време точно горел, бидејќи има разни варијанти, не знаеме која е била температурата која се постигнала, тогаш треба да бидеме по-скептични и по-настојчиви да истражиме подлабоко. Еве уште една споредба, ако дозволите. Кои се протоколите во здравството во развиените земји? На моја блиска особа и се случува пат и удирање на глава во една од европските поразвиени земји. 3 пати во 3 дена беше снимана со компјутерска томографија. Се додека не беа сигурни докторите дека е се вред и да лицето го испуштат од болница. Зошто таа иста логика да ја немаме и ние инженерите, кога треба да кажеме сега сме сигурни дека мостот е добар. Тоа е мојот став околу Беласица и не само околу Беласица, околу сите објекти.
Тука еве, како на мапа се ориентираме, ќе ги спомнеме и железниците, односно железничкиот сообраќај, тоа исто така спаѓа под градежништвото. Сведоци сме на стари шини, дотраени пруги, возови. Еве, ние во Македонија и да не го користиме толку железничкиот сообраќај, но колку денеска и оној што постои сега, не знам колку возови се, колку линии сообраќаат сега во овој период, но дали се безбедни? Дали се безбедни? Па самото движење со брзини од 20, 30, 50 км на час покажува дека не е се онака како што треба да биде. Практично успорувањето на брзината, намалувањето на брзината е индикатор дека одржувањето е на пониско ниво. Јас се надевам, за жал, она што вие го кажавте, дека кај нас железничкиот сообраќај скори да не се користи, особено во патниот сообраќај, се должи на многу причини. Меѓу другото и на имање малку железнички линии, понатаму мал број на возови, несредени возови, во лоша состојба и така натаму. Јас се надевам дека со овие инвестиции кои што сега се во тек и кои што верувам дека набрзо и ќе дојдат и други, дека тоа ќе се смени, затоа што железницата, добра развиена железница, таа треба да предизвика и незино користење. Јас помнам од времењата кога многу повеќе се користеше железница. Ние сме патувале на шопинг во Италија со воз од Скопје. Мислам, или не знам, на одмор на море или низ Европа со воз. Имаше студентски карти. Мислам дека ги има и сега тие, само што кај нас ги нема возови, затоа. Така што железницата е едно одлично превозно средство и она што во денешно време е најбитно е зелено средство, односно нема електричната железница нема загадување, не врши никакво загадување на воздухот и оттаму е доста препорачлива. Во, например, Франција и во некои други европски западноевропски земји. Мислам дека во Луксембург градскиот превоз, односно железниците кои што поминуваат низ градот, се еве ќе ги наречеме еколошки, но се бесплатни за сите. Да. Градскиот превоз во Луксембург е бесплатен за сите. Тоа може да си го дозволи една богата држава, нели? Ние и овде имаме бесплатни превози, меѓутоа овде кај нас тоа не произлегува од економски параметри, произлегува од нешто друго. Во Луксембург е тоа токму, тоа и зачувување на животната средина. Да повлечете што повеќе луѓе во таков превоз, да не користат возила и да сочуваме средината. Меѓутоа во Франција веќе летови кои траат помалку од 3 часа се исклучуваат од употреба, затоа што авионите се големи загадувачи со CO2 и се оди со брза железница, односно електрифицирана железница. Сега тука не сме само ние. Има, како да ви кажам, една хипокризија и на светски, и во светски рамки. Например, знаејќи дека авиопревозот е еден од големите загадувачи на воздухот со јаглерод диоксид, од една страна, од друга страна пак се јавуваат нискобуџетни компании кои што со екстремно ниски цени привлекуваат, јас би кажал, само да не бидам погрешно сватен, некогаш и беспотребни патувања, само заради тоа што цената е исклучително ниска. Сега, последица на тоа што е, дека оној што ќе купи ефтин билет за да отпатува, таму ќе потроши. Така, но тоа е веќе некој маркетинг, да. Тоа е маркетинг, а за загадувањето да не зборуваме. Тој авион, стаклената градина ќе ја зајакне она што се формира, против која што се бориме и се обидуваме да најдеме решение како да намалиме емисијата на CO2. И јас би додала тука и поради тоа и самите овие временски услови кои што се менуваат, односно глобалното затоплување и затоа и пред некој ден мислам дека вееше снег. Мислам уште има сега на некои места, но Има. Вчера бе во Охрид беше целиот побелен. На 7 април, на почетокот на април. Очигледни се климатските промени. Наша задача е да го намалиме нашето штетно влијание за она што знаеме дека е штетно, знаеме за емисијата на CO2 дека е штетна. Ние особено се чувствуваме тука градежниците малку
повиновни, бидејќи градежништвото е сектор кој што е еден од најголемите загадувачи на воздухот со CO2. И затоа со цементарница УСИ од Скопје, Градежниот факултет потпиша меморандум за соработка и еден проект кој го нарековме Знаење плюс CO2 минус, во кој што студентите ќе бидат вклучени во истражувања во рамките на своите дипломски, магистерски, докторски тези, за тоа како да произведуваме, како да градиме објекти кои што во себе ќе содржат што помалку CO2, односно емисијата ќе биде што помалку. Тука пак ќе се навратиме на самите градби и ќе го спомнам делот за важноста на урбанистичките планови за побезбедни градови. Колку е тоа важно за да бидат побезбедни? Од таму почнува се. Од урбанизмот. Значи, тоа е клучот. Имаме лош урбанизам, ако има лош урбанизам, тоа скоро и да не може да се поправи со ништо. Тука ќе го спомнам земјотресот што се случи во 63-та година. Ќе го спомнам бидејќи вие сте професор што предавате на Градежниот факултет, но архитектурата и градежништвото е поврзана, неизбежна е. Архитектот тогаш Кензо Танге го замислил Скопје како мост помеѓу хуманоста и иднината. И сега, каде е Скопје сега? Несомнено земјотрес е природна погода од која само преку добра архитектура и градежништво може да нема фатални последици. Дали тие, мислам сега не би ги нарекла, но ќе ги наречам правила кои што тогаш требале да се практикуваат и да се исполнуваат во архитектурата и градежништвото, денеска се исполнуваат? Скопје денес би го нарекол еден сладок сон на Кензо Танге. Испуштена шанса, затоа што Скопје имало исклучително голема привилегија со третманот што овој град го имал од светската зеница, после катастрофалниот земјотрес. Денес дури не можеме ни да замислиме да после некој земјотрес во град, било каде во светот, се ангажира, се разбуди цела светска заедница преку Обединените нации и покрај другата помош и искажаната солидарност, која што е огромна, се ангажира и во обновувањето на градот. Односно, да не кажам, во неговото осмислување. Бидејќи нивото на Скопје пред земјотресот не било на кој знае какво високо равниште. Мислам сега да не се... сите ние сме носталгични по старите времења, меѓутоа Скопје не се одликувало со некаква, позната архитектура или пак урбанизам или па решена инфраструктура. Впрочем, и затоа и бројот на жртви бил голем, затоа што градбите биле со многу лош квалитет. Сега можете да замислите, светските архитекти прават меѓународен конкурс за урбанистичко уредување на Скопје. Светските познати градежни инженери, особено од земјотресно инженерство, се ангажираат и го добиваат идеја да Обединените нации го формира Институтот за земјотресно инженерство. Скопје станува центар на сеизмичкото проектирање не само во бивша Југославија, многу пошироко. За жал, во урбанизмот таа шанса Скопје ја губи, затоа што полека, особено после 90-тите, кога почнува приватниот капитал да врши силување врз просторот, практично почнува да ја губи битката да остане, односно да се развива онака како што било замислено, и од тога станува една аморфна урбанистичка маса во која што не можете да видите ни почеток ни крај, дека единствен приоритет е да се најде некакво слободно парче земја, за да таму се предвиди некаква зграда. Едно здружување на неколкумина секој со својот интерес, практично го уништи капацитетот на Скопје и мислам дека со она Скопје кое било предвидено, односно замислено од Кензо Танге и екипата која работела со него. И
архитектите кои што после тоа делувале, сега не остана скоро ништо, односно и тоа што е останато е обесмислено со новите објекти. Не знам дали сте имале можност да ја погледнете макетата на културниот центар каде што се наоѓа Македонската опера и балет и музичкото училиште. Таму биле предвидени и театар да се изградат, таму биле предвидени повеќе објекти, и театар, и киносали, и филхармонија, ама сите биле во тој стил како што е и Македонска опера и балет. Железничката станица бе врвно архитектонско дело и конструкторско дело, меѓутоа идејата тоаш била да таа биде јазол на сообраќајот во Скопје со непречен пристап до автобуска станица и така натаму и така натаму. Меѓутоа, за жал, сето тоа полека е деградирано, за да и она што е квалитетно остане обесмислено. Иве, како за крај, сакам да ве прашам што имате да им порачаме на гледачите и на слушателите, како може секој од нас да допринесе барем малку за безбедноста и за сигурноста. Што може секој од нас, еве, да направи? Па само така можеме да направиме. Ако секој од нас почне да размислува како што вие го поставивте прашањето. Што можам јас да направам да работите да станат подобри? Не да чекаме другите да направат. Најмалку што можеме да направиме е да бараме. Например, студентите треба да бараат од деканатските управи да се обезбедат сите заштитни мерки кои ќе овозможат нивен сигурен престој на факултетите и во студентство и онаму каде што е нели, каде што се надлежни за студентските домови. Студентите треба да бараат да поставуваат прашање на што повеќе на професорите и од аспект на едукацијата која ја стекнуваат на факултетите, затоа што со прашања вршите притисок врз професорите и ги терате и тие да бидат подобри. Ако никому не поставувате прашања, тогаш и тој се олабавува од другата страна и работите стојат на местото на кое што се. Значи, треба да се бараат основните стандарди. Треба ние да сме свесни дека стандардите не се измислени туку така, дека треба да ги почитуваме, дека треба да се едуцираме. Тоа е многу важно. За се во животот мораме да се едуцираме. Живееме во едно крајно динамично време. Во многу динамично време. Работите се менуваат од ден на ден. Брз е напредокот на работите, во техниката, во технологијата. Сега немаме време, меѓутоа само да замислиме како се развивала најобичната технологија во последниве векови и години, ќе видиме колку е забрзувањето големо. Еве, ние минатата година славевме 75 години од основањето на факултетот. Мотото беше од логаритмар до вештачка интелигенција. Логаритмар е една справа која се користела за множење на броеви. Таа се почнала да се користи некаде околу 15-тиот век, се користела се до 70-тите години од минатиот век. 5 века се користела. За да тогаш почна да се појавуваат првите дигитрони, да се појавуваат. Сега замислете, во наредни 50 години од дигитрон стигнавме до вештачка интелигенција. Кој знае што не чека наредно? Можеби ќе немате живи професори, можеби ќе имаат наредните студенти ќе разговараат со некои роботи кои знаат се. Па не верувам дека професорите може да се заменат и може да се замениме ние како луѓе, но во тој дел да, можеме навистина да се движиме кон иновациите и она што го имавте, како што рековте вие, дигитронот, после толку време да го направиме во... Да, целта ми беше да споменам колку е важно едуцирањето, учењето нови работи. Значи мораме, а посебно за она што се работи за наша безбедност, да сме добро едуцирани, да знаеме како се дава прва помош, да знаеме како треба да постапиме во одредена кризна состојба. Значи, тие работи мораме да ги имаме, да знаеме
како да преживееме на планина неколку дена, например. Колку тоа да изгледа вака сега чудно, меѓутоа, некому тоа ќе му го спаси животот. А животот нема цена. И затоа треба да ги следиме овие работи, да бидеме сериозни, да не ги загрозуваме, да ги казниме оние кои што не внимаваат на нашата безбедност со тоа што нема да ги посетиме нивните локали, што и да се. Значи да покажеме еден вид на, како да ја кажам, свест И отпорност. и отпор, затоа што зошто да сакаме свесно да станеме нечии жртви на нечија желба за голем профит. Така, ви благодарам што бевте мој гостин денеска. Емпатијата треба да биде водечка особина кај сите од нас. Да бидеме човечни и да не примижуваме на неправилностите кои можат да бидат фатални. Секој од нас да пријавува, споделува и да биде гласен кога нешто е против закон. Само така ќе можеме да избегнеме суровоста на општеството во кое што живееме. Се гледаме во следна епизода. Довидување.